Драги мои скопјанки и скопјани, на мое, наше, ваше големо задоволство град Скопје денеска по 11 пат се вклучува во редот на градовите кои што одбележуваат Европската недела на мобилноста со богата агенда исполнета со квалитетни содржини и насоки на промоција на пешачењето, велосипедизмот и користењето на јавниот превоз како одржливи форми на урбана мобилност. Оваа година тема на Европската недела на мобилност е безбедно и здраво со одржлива мобилност и во незиното одбележување ќе се вклучат над 2700 градови во над 50 држави во Европа и светот. Овогодишната кампања, организирана под мотото "Движи се одржливо, остани здрав", има за цел да даде почит на справувањето со пандемијата на COVID-19 и да фрли едно поинакво светло на можностите кои што произлегува од оваа досега невидена здравствена криза. Градовите ширум светот воспоставија креативни, еластични одговори на пандемијата, заради што оваа година Европската недела на мобилноста ја слави издржливоста на градовите и нивните достигнувања во обид да ја пребродат кризата што е можно побезболно. Во тие рамки ќе содржат повеќе онлайн работилници со учесници од основното и средното образование во насока на промоција на мерките за постигнување на одржливата урбана мобилност. Предвидени се и повеќе активности преку кои што ќе се промовира развојот на мрежата на велосипедските и пешачки патеки во градот, која што во просек се зголемува за околу 14 километри годишно, со што велосипедската мрежа во нашиот град оваа година надмина 110 километри. Изминативе години се посветивме на градењето на така наречените конектори кои што ги поврзуваат главните велосипедски рути во Скопје и го споивме со велосипедски патеки и големиот ринг. Сите патеки се изведени согласно стандардите кои предвидуваат слеани рабници за обиколување на автобуските станици со одветна хоризонтална и вертикална сигнализација и заштита со столпчиња. Оваа година работиме на нова велопатека на булеварот Видој Смилевски бато, продолжување на велопатеката на булеварот Александар Македонски, а нови велоленти ќе добијат и Рузвелтова, Христо Татарчев, митрополит Теодоси Голганов. Велосипедските патеки се предвидени и на новиот дел од улицата Васко Карангелевски во аеродром, продолжението на булеварот Астом преку мостот во Керамидница, булеварот Никола Карев и клучката кај Момин поток. Изминативе 4 години Скопје е побогато за над 12.000 нови велосипеди и над 600 нови тротинети, благодарение на субвенциите кои што како град ги доделувавме секоја година. Посветени сме на развојот на велосипедската мрежа во Скопје, од причина што тоа е еден од начините да мотивираме што е можно повеќе граѓани да го одберат велосипедот како превозно средство, со што во голема мера се зголемува одржливоста на урбаната мобилност во нашето Скопје. Засадуваме дрвореди, живи огради, ниско зеленило со цел да ги хуманизираме тротоарите, за да може пешачењето да биде попријатно. Ги уредивме тротоарите с урбана уметност со цел да стимулираме што е можно повеќе граѓани да го одберат пешачењето пред возењето автомобил. Водиме така наречена отворена војна со непрописно паркираните возила на велосипедските патеки и тротоарите. За таа цел, со поставување на заштитни столпчиња, ослободивме пешачки и велосипедски патеки во должина над 6 километри. Не знам дали се сеќавате дека до неодамна пред Министерството за правда немаше како да се стигне од паркирани возила. Дали памтите дека на Битпазар и Партизанска од паркирани возила на тротоарите не можеше да се помине ниту по велосипедските патеки, ниту по тротоарите. Сите овие состојби доскоро беа наше секојдневие, за наша среќа сега се наше минато. Секако не очекува уште многу работа, но не застануваме тука. Продолжуваме да работиме на менувањето на навиките на луѓето. Продолжуваме да работиме на развојот на велосипедската и мрежата на тротоари и пешачки патеки. Затоа сосема на крај дозволете да ги повикам сите наши сограѓани што е можно повеќе да се движат пешки, да користат велосипед или јавен превоз, а колку што е можно помалку да ги користат автомобилите. На тој начин директно ќе придонесат не само за намалување на сообраќајниот метеж во градот, туку и за одржување на сопственото здравје во добра кондиција, а и за здравата животна средина во нашето драго Скопје. Благодарам.